Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Доминира диагностиката и третманот на лица со COVID-19. Заради тоа, другите сезонски вируси се во помал број. Успешна брачна приказна. Сопружниците Живка и Здравко Војновски од Тетово дочекаа златна свадба. Тамара Груевска од Гостивар освои највисока награда Гранд При на интернационален музички фестивал во Русија. Лекарите од општа пракса велат дека доминира диагностиката и третманот на лица со COVID-19, па заради тоа другите сезонски вируси се во помал број. Здравствениот систем е оптоварен со грижа за лицата позитивни на COVID-19, а другите респираторни сезонски вируси кај пациентите остануваат во одредена мера и незабележани. Речиси и незабележителен е бројот на случаи со други сезонски вируси, бидејќи во голема мера доминира инфекцијата со коронавирусот. Примарното здравство е премногу оптоварено со диагностика и третман на лицата позитивни на COVID-19, па другите сезонски вируси се со драстично намален број, за разлика од годините пред пандемијата, велат лекарите по општа медицина. Со оглед на преоптовареноста на фелата, општо и на општеството со коронавирус, детекцијата на други вируси останува незабележана. Мислам дека нема толку многу сезонски вируси во овој период, дека коронавирусот предоминира. Се разбира, имаме некои пациенти кои што имаат респираторни симптоми, но немаат корона, но не ги детектираме обично, значи не ги праќаме етиолошка диагноза да дадеме. Така што би кажал дека малку помалку од вообичаеното за овој период има сезонски вирусни инфекции и сезонски горнореспираторни инфекции. Може би тоа се доводи на тоа што не ги детектираме долго или ги занемеруваме поради предоминацијата на коронавирусот. Сезонските вируси се со полесна клиничка слика и се третираат со соодветна симптоматска терапија. Владата го прифати предлогот на ССМ за минималната плата да биде 18.000 денари. Минималецот ќе се исплаќа од месец април, но ќе важи за платата во март. Владата ќе помага за придонесите на 80.000 сограѓани кои ќе земаат минимална плата. 80.000 наши сограѓани, работници во различни индустрии, почнувајќи од мартовската плата, ќе земаат најмалку 18.000 денари. Оваа сума означува раст на нето платата на овие работници за околу 45 евра месечно. Зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари, која на работниците ќе почне да им се исплаќа на почетокот на април, е мерка која во најголема мера ги опфаќа вработените во микро и малите претпријатија, трговијата, преработувачката индустрија и други важни индустрии во земјата. Оваа мерка е всушност продолжение, односно дополнителна подршка за овие дејности кои беа помогнати и низ целата COVID-19 криза. Постигнавме уште една важна согласност – да ги промениме критериумите за методологијата за годишно согласување на минималната плата со 50% од годишниот раст на просечната плата и 50% од растот на трошоците за живот. Третиот критериум е новина – висината на минималната плата нема да може да биде пониска од 57% од просечната плата објавена според Државниот завод за статистика. Добивме минимална плата која изнесува 62% од просечната плата. Добивме на нова методологија каде што велиме дека 50% од растот на просечната плата, 50% од трошокот за живот и го изоставивме од методологијата бруто домашниот производ, кој во моментот ни правеше големи негативни ефекти, знаејќи дека минатата година беше минус 0,7% и така не успеа да ја зголеми согласно сегашната методологија таа плата не на ниво достоинствено за нас работниците. Исто така сакам да напоменам
дека ќе има и доследна примена на членот 8 од минималната плата, каде што вели дека сите останати плати, согласно законите, коефициентите и колективните договори, ќе се зголемат. Значи, добивката денеска не е само минимална плата, туку изголемување на сите останати плати согласно колективните договори и законите. Сопружниците Живка и Здравко Војновски од Тетово дочекаа златна свадба. 50 годишнината од брак ја прославија со своите најблиски. Велат дека за среќен брак потребно е само слога и љубов. Брачниот пар Живка и Здравко Војновски од Тетово поминале половина век заедно. 50 години меѓусебно разбирање, почитување и љубов. Судбоносното да го кажале на 6 февруари 1972 година и до ден денес се во среќен брак. И двајцата сопружници велат дека во брачната заедница најважна е слогата, а најубавите моменти се кога семејството се зголемува, односно кога на свет доаѓаат децата и внуците. Многу убаво смо прошле и у млади години, па да кажем и сега у стари, уште побаво. Уште поиќе се слажемо. Да, и така си имаме, ти кажав, семејство и син, ќерка, зет, сна, внуци имам. Кој ќе имаш слуга, имаш све. Се почтуваш еден со други, тоа е најважно. Значи да доживиш 50 години заедно, значи стварно треба многу слога и многу љубов меѓу себе. А љубовта го вржува животот, тој не вржува нас, да речем што рекле стари, нашите корени. А нашите корени се нашите деца и нашите внуци. Сигурно, кога смо дочекале внуци, тие биле најубави моменти. Тоа е нормално. Тоа, да. Исто и од ќерката, исто и од синот. Тие не се најубави моменти. Што не може, што вика, незаменливо, со ништо друго. Сега, ако изчекамо, се надевамо да изчекамо и правнуци, тоа веќе не биде уште најголемото, што викамо ми е најголемиот доживлеј во животот. Здравко вели дека тајната за среќен и долговечен брак е кога едниот е луд, другиот да премолчи, затоа што сите проблеми имаат решение, само треба смирено да се постапи во таквите ситуации. Тајната не може да биде двајцата љути. Што рекле стари, двајцата срт не може да биде. Вика стари, два љути камења за воденца не може да меле брашно. Едниот мора да биде помек, другиот полют. Тоа е природно. Едниот ако подвикне, другиот да се очути, да не повраќа. Било кој, било од која страна, да биде посвесен. Гледаш дека повикнуе, ко покачува тонот, чекај, смири се. Има време и тоа да решимо. Има време и тоа да завршимо. Тоа е тајната. Живка и Здравко се запознале преку стројници, кога таа имала 19, а тој 22 години. Се сеќаваат на времето пред 50 години и велат воопшто не исто како денес, но секое време си има своја убавина. Сега младиве подруг има живот. Ние тогаш со стројници смо се зеле. Не е како сега, се иде со године, па после ќе се земат. Ние за 2 месеца смо се запознале, веридба, свадба, све тоа било заедно. Толку. Имаат порака до младите, да не чекаат, кога ќе ја запознаат вистинската личност, да стапат во брак и да не мислат да заработуваат богатство, туку убав живот. Све што е на време, све е побаво. На време. Све е побаво. Млада сум се омладила, млада сум дочекала. Од мене е порака младите да не чекаат. Одма да си ја врже работата. Зашто времето е толку, животот е толков. Дури са помлади да има радост поголем. Што поќе остарува, поќе се нервози,
Радоста ќе ја добија, ма не таа радост што ga добија на помлади години. Има само 11 години, а веќе реди успеси на музичко поле. Тамара Груевска од гостјава резминатиот викенд уште еднаш докажа дека е голем талент за пеење. Таа освои највисока награда Гран При на интернационален музички фестивал во Русија. Гостивар се гордее со 11 годишната Тамара Груевска, исклучителен талент за пеење, која од мали нозе реди успеси на музичко поле. Минатата година учествуваше на 3 интернационални надпревари и фестивали, каде што ги освои највисоките награди. Викендов што измина блесна и на сцената на меѓународниот фестивал Golden Stars Reign во Русија, каде исто така беше најуспешна и понесе Гран При пехар. Тамара беше единствен представник од Македонија, исполни песни од Whitney Houston и од Калиопи, а жирито едногласно ја оцени со сите десетки. Првиот настап Тамара го имаше на нејзина 5-годишна возраст на фестивалот Јаболчиња во Тетово со песната Пепелашка, а била дел и од сцената на Златно Славече. Минатата година ја објави песната Музиката во мене има дом од авторите Борче Шабановски и Валентин Соклевски, која доби и видеозапис сниман во Гостивар. Одземени пари и производи од маркет во Тетово. Приведен 45 годишник осомничен за делото. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 10 часот и 30 минути во Тетовско Нераште лишиле од слобода 45 годишник од ова село поради сомнение дека претходниот ден од маркет во Тетово одзел пари и производи. Тој бил задржан во полициската станица Тетово, пошто е спроведен во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје. Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на улица Линденска во Тетово, полициски службеници привеле 36 годишничка од Република Албанија поради нерегулиран престој на
подрачјето. Албанската државјанка задржана е во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера вечер во 20 часот пријавено е дека на улица 171 во село Мала Речица, Тетовско, настанал пожар во патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, собственост на 57 годишник од селото. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица пожарот целосно е локализиран, нема повредени лица. 45 годишник од Гостиварско Врапчиште пак вчера вечер во 21 часот и 25 минути пријавил дека еден час пред тоа во близина на угостителски објект во селото бил физички нападнат од 29 годишен соселанец. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 50 минути 45 годишничка од Гостиварско Сенокосе пријавила дека од угостителски објект во Тетово каде што работела се оддалечила нејзината 21 годишна ќерка. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера во 11 часот 48 годишник од Тетово пријавил дека на улица Иво Лола Рибар во Тетово бил каснат од куче скитник. Регистрирани биле уште два вакви случаи. Во 12 часот и 30 минути на улица Браќа Миладинови и во 12 часот и 45 минути на улица Иво Лола Рибар во Тетово. Вчера санкционирани 22 возила за непрописно паркирање во Тетово. Од почетокот на овој месец вкупно санкционирани над 50 возила во централното градско подрачје. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај со несмален интензитет секојдневно презема мерки и активности за поголем ред со паркирањето во Тетово. Вчера вкупно санкционирани за непрописно, односно погрешно паркирање биле 22 возила, од кои 11 се подигнати од Тетовската ПАЕК служба. Станува збор за возила кои директно го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, возила и пешаци. Од почетокот на овој месец инаку вкупно биле санкционирани над 50 на возила, претежно во централното градско подрачје и особено на улиците Линденска и Маршал Тито. Предходниот месец пак во јануари бројот на подигнати возила за погрешно паркирање изнесувал 199. Ваквите активности ќе продолжат и во наредните денови на другите улици во градот, а СВР Тетово уште еднаш со апел до сопствениците на моторни возила во Тетово да ги паркираат само на наменски определените локации, регулирани со соодветни сообраќајни знаци. Во спротивно ќе се соочат со поднесоци со парични глоби кои за овој вид прекршок се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!